Значи, како прво и основно, она што е најважно и она што секогаш ние го велиме е да се провери изворот. И тоа, и кога велиме изворот, пред се порталот. Значи, кој е оној што ја објавува таа вест? Дали тој портал, значи, за еден портал да биде легитимен и да има кредибилитет, треба да поседува одредени карактеристики. Значи, колку време постои. Значи, дали станува збор за нешто што сега е смислено на брзина, или станува збор за портал кој постои подолго време. Потоа, многу важен момент е дали тој портал има импресум, значи, дали има редакција, значи, луѓе со имиња и презимиња, каде се знае кој е уредник, кој е заменик, кои се новинарите, кој што работи. Потоа, многу е битно во тој импресум да има контакт информации. Значи, може би да има едно-две име, да има некоја сомнителна имейл адреса и толку. Значи, многу е битно да има, нели, поштенска адреса, да има информации посебни од луѓето што работат таму, за ако треба некому да се обратите, да можете директно да се обратите, да има телефон и така натаму и така натаму. Потоа, многу е важно да се види, значи, покрај кој е порталот, покрај импресумот, сега треба да преминеме на текстот. Значи, треба да се види дали во текстот има факти. Значи, дали тој се базира на факти или станува збор за нечии измислици, за нечии, не знам, размислувања, за нечии ставови, без воопшто да се искажат фактите. Потоа, ако има факти, треба да се види кои се изворите на тие факти. Значи, дали станува збор за институции кои се официјални, неофицијални, дали станува збор за примарни извори, за луѓе што биле сведоци на настанот, ако се говори за некој настан, или некој кажува од втора или од трета рака. Потоа, многу е битно да се види дали, ако станува збор за поголеми текстови, дали се тие подпишани. Значи, дали има автор кој стои за тој напис. И исто така, важно е да се види дали тој портал е член на СЕМ, односно на Професионалната новинарска асоциација, каде што членуваат над 100 портали, кои се имаат обврзано да почитуваат професионални стандарди во својата работа